И додека осудените лица во Прилепскиот затвор денеска го остваруваа своето право на глас, затворските полицајци протестираа пред оваа установа, со образложение дека затворот не ги исполнува критериумите за да прима затвореници од висок ризик и да биде категоризиран во казнено поправен дом. Вработените се чувствувале загрижени за безбедноста по својот живот и поради закани и страв, голем дел од нив земале боледување и неоделен на работа. Во моментов имало вработено 54 затворски полицајци на 125 осуденици, а бројот според стандардите требало да биде 1:1. Барањата наши се да ги повлече осудените лица од висок ризик и се додека не се стора услови во затворот Прилеп да не ни носа лица со висок ризик. Загрозена е безбедноста на колегите, затворот не е во можност управата да излезиме во пресред. Затворот поради местоположбата излага на два патови, нема тампон зона и немаме можност да ги обезбедиме овие лица. Затворен систем, келиски систем, тоа значи, се дур не се направи тоа, ние немаме услови. Полицајците бараат повторно враќање на затворот во ранг на казнено поправна установа, односно затвор до отворен тип. Дури и комисијата на управата за извршување на санкции утврдила дека објектот не ги задоволува стандардите за КП дом, но директорот на управата, според полицајците, се прогласил за ненадлежен за решавање на проблемот. Досега не добиле прием ниту од министерот за правда. Условите не можат да бидат за да може ваков тип на затвореници да се носат. Луѓето не се екипирани како што треба за да може да обезбедат таков тип на затвореници. Ова е затвор од отворен тип. И условите на објектот и условите на полицајците што ги обезбедуваат не се во можност да ја извршуваат работата која што му се дава. И со тоа истото се загрозува нивната сигурност. Да потенцираме исто така дека дел од колегите, значи 50%, да не речам и 80% не се вооружени, немаме униформи, немаме средства за работа. Затворските полицајци велат дека протестот нема никаква политичка позадина иако било предизборие. Состојбата била слична во скоро сите затвори. Единствено подобри услови имале затворите во Шутка и Дризово. Најавуваа дека протестите ќе бидат секој ден од 12 до 14 часот, а можно било и преземање по радикален штрајк.